Бројот на пациенти со хронична бубрежна болест се зголемува. Се смета дека секој 10-ти возрастен жител во светски рамки има одреден степен на бубрежна слабост, а секој трети е во ризик да развие бубрежна слабост. Ова беше истакнато на пресконференцијата во Министерството за здравство по повод 14 март, светскиот ден на бубрегот, кој се одбележува под мотото "Здрави бубрези за сите насекаде". Целта на кампањата по повод светскиот ден на бубрегот е да се подигне свеста за постоењето на бубрежните заболувања, да се укаже на можноста за нивна рана детекција и дека најчестите причини за нивна појава се артериската хипертензија, дијабетесот, дебелината и невролошките заболувања. Бубрежните заболувања може рано да се детектираат во примарната и секундарната здравствена заштита, а за таа цел постојат многу едноставни тестови кои ги покрива фондот. Од крајот на ноември до средината на февруари се извршени 6 трансплантации на бубрег од почина донор и 20 трансплантации од жив донор. Председателот на Македонското здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, Гоце Спасовски, истакна дека за трансплантација на бубрези од жив донор имаат однапред подготвени 6 до 8 пациенти, како што е сега случај кои чекаат за наредниот период. Во однос на дијабетесот, според светските и македонските искуства, 25 до 28 пациенти кои почнале прва дијализа имале дијабетес тип 2. Во државата секое трето дете во училиштата има зголемена телесна тежина. Неопходно е рано откривање на заболувањата, именување на начинот на живот, едукација на пациентите и персоналот во однос на компликациите од хипертензија и дијабетес.